Селата во општина Василево се најголемите производители на праз во земјава. Покрај бостанот, куртовата капија и тутунот застапени се површини засејани и со овој вид зеленчук. Речиси секое семејство во Добрашинци го произведува за своји потреби, но и за продажба. Според производителите, празот не е тежок за одгледување. Ние секоја година садиме помалку. Да имаме за дома. Ние сме двојица човеци. Тешка ли е работа одгледувањето на праз? Не е тешка. Еднаш скопај и ѓубре му фрли и после вади само. Ја? Вади и еднаш ќе го скопаш. А една процедура, кога од прилика почнувате да го садате па го копате и така? Кои месеци? Летоска. Добро. Кога ќе посееме пиперо, посееме го и празо. И кога го вадиме и пиперо, вадиме и празо. Сега обраваме пиперо и искубаваме го и празо. Сега ќе го туриме на страната, за зимата ќе го спремаме. Да има за зимата што да јадеме. Семејството Мирковски, кое веќе го собра празот од нивите, сега го подготвува за домашни потреби. Велат дека годинава цената е добра, но ретки се производителите кои празот го даваат на откуп. Оно цена има, ама не сеат, секој за дома си сее. За дома си сее. Ретко ги дават на откуп. Ретко. А колку е празо? Ефтин е он. 100 динара топчето. Во Македонија празот е застапен со две сорти, подолгиот камуш и помалку застапената западноевропска сорта со помала должина. По својот квалитет најпознат е празот од општина Василево. Најмногу праз пак се одгледува во село Градашорци, каде се одржува и традиционалната манифестација Празијада.